Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Никон и преподобниот Никон Печерски. Свештеномаченикот Никон роден е во Неапол од татко незнабожец и мајка христијанка. Никон бил римски офицер во Неапол и не бил крстен, иако мајка му скришум од таткото го поучувала во верата Христова. Еднаш кога отишол со својата чета во борба, мајка му го посоветувала, ако биде во неволја да се прекрсти и да го повика Христа на помош. И навистина, кога во борбата Никонова четата била обколена и сосема близу до конечна погибел, Никон се прекрстил и во срцето повикал кон Христа. Во тој миг тој се исполнил со необична сила, се втурнал кон своите непријатели и едни ги убил, а други ги натерал во бегство. Враќајќи се дома, Никон непрестајно во чудење извикувал: "Велик е христијанскиот Бог." Откако ја израдувал мајка си со веста за својата победа со помошта на крстот Христов, тој тајно отпловил во Азија, каде што епископот Кизички Теодосиј го крстил. По крштението се затворил во еден манастир, каде што се предал на учење и на подвиг. Но пред смртта епископот Теодосиј имал видение во кое му било наредено за наследник да го ракоположи Никона. Старецот Теодосиј веднаш го повикал Никона и го ракоположил за ѓакон, потоа за презвитер и епископ. Со Божја промисла Никон наскоро дошол во Неапол, каде што ја нашол својата мајка уште жива. По смртта на мајка си, тој се оддалечил со 9 ученици, некогашни воени другари во Сицилија, и таму се оддал на проповедање на Евангелието. Но во тоа време имало страшно гонење на христијаните, и кнезот Квинтијан го фатил и Никона со другарите и го подложил на големи маки. Неговите 190 ученици и другари биле исечени, а Никона мачителот го врзувал за опашката на коњите, па ги потерувал, го фрлал од висока карпа во провалија, го тепал, го стругал, но Никон сите тие маки ги преживеал. Најпосле бил исечен со меч и се преселил при Господа. Неговото тело било оставено во полето за птиците да го изедат, но некое овчарче со бесен дух се сопнало и паднало на мртвото тело на Христовиот маченик и веднаш се исцелило. Тоа разгласило за телото на Никона, та христијаните дошле и честно го погребале. Свети Никон пострадал во времето на царот Деки. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Алилуја.
си, изволиви спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрослављај ми Отцу и Свјатому Духу, спаси нас. Преподобниот Никон Печерски, другар на светиот Антони Печерски и духовен отец на преподобниот Теодосиј. Поради подстригнувањето на бојарот Варлам и евнухот Ефрем бил загрозен од кнезот Изјаслав, но кнегињата го обрати гневот на кнезот во страв Божи и свети Никон бил оставен на мир. Сакајќи да го украси храмот со икони, Никон му се молел на Бога за помош. И поради молитвите негови во Киев од Цариград дошле некои грци иконописци, на кои во видение им се јавил светиот Антони и светиот Теодосиј и се упатиле во Киев кај Никона. Бил прославен со своите смели подвизи и духовната мудрост. Во староста беше и преку своја волја игумен Печерски. Му се представи на Господа во 1066 година. Неговите мошти нетлени се чуваат во киевските пештери. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало.
Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис.